Денеска сте дојдени, не сте дојдени за плата да земиме, него сте дојдени, ги бараме придонесите што не се платени 6,5 години и што ни ветија дека ќе се намали фирмата со 120-130 души како технолошки вишак. Владата се зеде обврска да се исплатат тие отпремнини, 7 во висија негде од 90.000 денари и да се прогласиме за технолошки вишак и да влеземе во законот до ново вработување или до пензија, да ни биде плаќане на гарантирана, како што зема 7.800 денари. Влада ве секој ден 3 месеци, по 6 месеци, инвеститорот е најден, сега последно вие одете си, ама пари немаме, кој ќе дојде инвеститорот, ќе имате во побарување. Па владата ги префрли парите, кој ќе дојде инвеститорот, нека си ги обсигува тие пари. И уште едно прашање јас имам и до ова влада и до минатата влада. Извини, знам до сега колку странски инвеститори има во Македонија влезено. Минатата влада се зеде обврска за вработените да му плаќа придоноси за нив, и здравствено и пензијско осигурување. А ние 100% државна фирма, 6,5 години седум, за нас придоноси нема, здравство нема. Сите сте над 55 години, работиме со смоли, со хемикали, сите сте болни. И до кога ќе оди ова, не знам. Минатиот месец Анджушев беше дојден во Прилеп, само не дојде во фирмава, во едно средно училиште беше дојден. До краја на месецот, луѓето ќе може да си замине, што значи од први до овај месец, ама и само на тоа остана. Во фирмава кај нас не оди, оди во порентабилни, што се таму оди. Од нас бега ко джало од крст. Цело време се зборува во Македонија дека ние сме во загубарите. Беа 5 загубари, 4 решено е се и сега па ние останавте само ние загубар. Ние фирмата наша не е загубар. Фирмата наша е оплячкана од владата и од владата што ги поставува директори и раководство. 2011-2012 година направивме 11.000 шлемои за грчки бизнисмен, тој што ги продаде во Саудиска Арабија. Од тие 11.000 шлемои и со цена калкулирана вика по 84 евра. За 84 евра шлем не може да се најде нигде. Динар пари не зедовне. Тие кај појдоа тие пари? Да одговара и тој што го намести директор да биде, и директорот кај се тие пари да одговара. И па ќе ви потенцирам, ние не сме загубар, ние сме отплачкани од владата што ги мести раководството во фирмата. И наши што имаме во фирмата, уште 5-6 души, по крај нив потрошковци. За нив има во секој време пари.